серија на тркалезни маси и отвараме, односно започнуваме со општина Карпош, каде што треба да се разменат искуствата за примена на асистативната технологија за децата кои што имаат посебни образовни потреби. Особено ми е драго што овој проект кој што се викаше еднаков пристап за еднакви можности се примени токму во две училишта, основно училиште на територија на општина Карпош. И токму оваа невладина организација која што е иницијатор на овој проект се вика Отворените ги прозорците, се потекнува токму од општина Карпош. За нас е битно што најсовремените технологии и најсовремените достигнувања во делот на образованието, кое што особено се однесува на ученици кои што имаат посебни образовни потреби, можеме да ги имплементираме и во нашата општина. За сега почнавме со две училишта, но нашата намера е тоа да продолжиме и во останатите делови од училиштето на територија на општина Карпош. Можам да ви кажам дека овие настојувања што доаѓаат и од надвор и од невладиниот сектор уште повеќе ме поттикнуваат да и ние со дополнителни средства пристапиме токму кон оваа категорија на наши сограѓани во општината, така да еден ученик кој што користеше ваква технологија во училиште, секако дека му беше потребен таков компјутер и дома да работи, општината со состојниот буџет купи таков компјутер за да може тој да продолжи во текот на попладневните часови заедно со своите родители да се доостручува при користењето на ова информатичка технологија. Покрај тоа, општина Карпош, иако без буџетски средства дотирани од владата, значи од сопствениот буџет избавува средства за еден тим кој што влегуваат социјален работник, психолог и дефектолог, кои што исто така работат во нашите 10 училишта токму со деца кои што имат посебни образовни потреби. Далеко од тоа дека овој тим е доволен за да може да ги покрие сите потреби што ги имаме на нашата територија, но мислам дека и ние даваме свој позитивен пример дека сепак надлежното министерство мора повеќе да поведе сметка, имајќи во предвид дека се води инклузивна настава, односно овие ученици се вклучени во редовниот образовен процес и дека сепак е потребно да и стручни лица се вклучат многу повеќе во образовниот процес за да можат полесно да ги совладуваат, да совладуваат материјата која што стои пред нив и во исто време да им олесниме и на нивните родители за да можат тие полесно да ги изведеме што се вели на прав пат, односно полесно да ги совладаат тајните на учењето кои што ги има во наредниот временски период.